Сега е време за нашата утринска тема, за која што веќе најавивме и оние кои не следат од почеток се информирани за тоа дека навистина постојат загрижувачки податоци за тоа колку храна се фрла во Европа, но и колку храна се фрла во Македонија. Според овие податоци, фрламе 80 килограми храна годишно, а секој пети граѓанин живее во сиромаштија. Па од тука се прашуваме ако Балканот е меѓу најголемите фрлачи на храна, бидејќи постојат тука и податоци за тоа колку и во соседна Србија се фрла храна, каде е Македонија, и прашањето е што е тоа што можеме да го направиме, да превенираме или да се запрашаме каде грешиме. Повеќе или подетално и за оваа статистика за реалната слика или состојбата ќе зборуваме денеска во нашата утринска тема. И кога сме кај реалната слика, ние можеме да ја побараме, па заедно со Душко Христов од Банка за храна на Македонија можеме да ја искоментираме. Всушност на социјалните мрежи може да ја погледнете оваа мапа, што ја прикажува просечната количина на фрлена храна по глава на жител на годишно ниво на Европа. Бројките вистина се изненадувачки, тоа и беше потекстувано да имаме прилика да ја отвориме темата, особено кога ќе се погледнат овие црвени зони. Македонија можеби не е во црвена зона, меѓутоа е во приближно портокалова темно што се вели. Според овие податоци во Македонија се фрлаат околу 80 килограми храна по жител. Инаку најмногу храна се фрла во Грција, дури 142 килограми, додека најрационално со залихите располага Русија со 33 килограми, Словенија со 34. Колку што се побогати земјите, толку помалку се фрла, забележуваат некои, а според податоците на програмата на Обединети нации за животна средина, УНЕП во Македонија се фрлаат околу 172.000 тони храна, односно, како што кажавме, математички некако 83 килограми по жител, бројка што ја става земјата рамо до рамо со државите од регионот. Инаку поголемиот дел од тој отпад, дури 64% потекнува од домакинството, додека остатокот доаѓа од производството и трговијата. Инаку Банка за храна Македонија е една од оние клучни граѓански иницијативи што се бори против овој парадокс на, кажавме неколку пати, на современото општество, постоење фрлање на храна, истовремено и сиромаштие. Преку системско собирање на вишоци храна од компании, маркети и донатори, оваа организација всушност ја пренасочува храната до социјално ранливи категории граѓани, наместо заврши како отпад. Душко, уште еднаш добро дојдовте во рамки на нашата утринска. Поканата тебе на Ивана, веќе неколку пати сме ваши гости тука и често да се биде помеѓу млади луѓе кои што ревносто пратат одредени теми кои што мислам дека се интересни за општеството и за јавноста во целина. Како не? Можеби во минатото ние еве со Ивана некако во петокот кога имаме некакви нели наши состаноци, рековме ова е убава тема да се опфати некој аларм кој што и нам треба да не загрижи, меѓутоа во минатото, бидејќи велите зад камерите дека 15 години работите со ова и половина. И половина, да. Имало и позагрижувачки бројки од овие можеби кои во моментот ги сподели оваа мапа? Ајде да ги малце охрабрам граѓаните, односно јавноста, дека да, имало поголеми фрлања, бидејќи низ годините назад, како што рековте, дека 15 и повеќе години постоиме. Иначе само да споменам, бидејќи картата е тука, односно мапата на Европа, каде што и ние припаѓаме секако. Ние сме членка на Европска федерација на банки за храна, чисто за гледачи да кажам дека оваа година во јуни месец ќе се одржи годишно собрание на банките за храна широм Европа, каде што сме 30 земји представници, и да го прославиме 40 години банкарство со храна во Европа. Што да имаат представа дека тоа сме 441 банка од цела Европа, имаме над негде околу 90.000 волонтери во целата мрежа, негде околу 9.500 вработени. Сада не ги кажувам бројките, да речеме минатата година како банки за храна, бидејќи ние сме таму, нели, ако сме најскромни во количините, имаме спасено оно што ќе биде и темата, нели, на разговоров, спасено преку 870-880.000 тони храна, да не заврши токму, како што рековте, на ѓубриштата или на депониите, каде што сепак е тоа голем проблем. Бидејќи и мапата покажува, но и ние сме тука да на некој начин нашата главна девиза како една филозофска, ајде да речем изрека, да ги храниме економиите, а не депониите, од тој аспект да дадеме значение дека храната произведена од луѓето треба да изедат луѓето, а не да завршува во на канали, во не знам, во депонии, не знам што. Ако зборуваме за оваа мапа која што ја погледнавме, каде што се наоѓа Македонија во однос на бројката за тоа колку килограми храна фрламе годишно,
Македонија е мала на мапата, но во однос на бројката и не толку малку. Ако се споредуваме со останатите прилично големи европски земји кои што фрлаат практично исто, некои и помалку од Македонија, и она кое што е контрадикторно во цела таа информација или статистика е дека поразвиените земји фрлаат помалку храна, а посиромашните земји повеќе. Па колку е или каква е реалноста од овој аспект и зошто тоа се случува? Многу е реално, бидејќи вака. Ајде да почнеме од основното правило при изборот на храна и квалитетот на производи кои што ние како граѓани ги купуваме. Да ги купуваме. Прво, низ годините назад не може да не удрам критика на граѓанството, на општеството, во луѓето што живееме. Јас прво поаѓам од себе и од моето домаќинство, каде што сега супругата ме гледа и ќе каже: "Пак ме оговараш на телевизија, не е во ред." И меѓутоа тоа е вистината. Не купуваме, ја речем, не купуваме со план. И за дневните потреби? За дневните потреби. Сега се намножија, нека се намножи дупло, меѓутоа сега се намножија многу маркети. На секој ќош имаме или гранапче или некој маркет. Секоја нова стамбена зграда веќе има. Да, во секој тие маркети имаме и овош и зеленчук. Сега, наместо да купиме, не знам, 1 килограм патлиџани кој што неговиот квалитет знаеме во денешно време, тоа е брза продукција и масовна продукција, било кој производ да го земеме како пример, ќе видиме дека за многу кратко време тој пропаѓа. Пропаѓа во нашето домаќинство. И податоците што ги имаат кажано од УНЕП Македонија, прво да кажем и тоа, дека кои тие податоци ги собира и ги дава. Тоа сме ние, граѓаните. А граѓанските организации ориентирани, концентрирани на оваа тема, може да подпрашат конкретни прашања до операторите со храна. Тоа оператори со храна се производители, дистрибутери и трговци. Тоа се трите основни, да ги речеме, категории на производители, односно оператори со храна кои што нели манипулираат со таква храна. Едни ни ја произведуваат, други ни дистрибутираат, трети ни ја продаваат. И на тој начин од каде тие податоци? Ја не велам дека не се точни. Меѓутоа, ниво Европа, да не се лажеме, ниво Европа, ниво Македонија, бизнес заедницата, особено операторите со храна, во најголем број, секако змија да не се и покажува ножињата. Зошто? Затоа што тоа е прво огромен срам за нив, али брендот им се нарушува, ако кажат репутацијата нема. И се до тоа, нели, имиџот што го викаш, им се нарушува од аспект на тоа дека не се одговорни кон тоа што го работат. Не знам, имаше едни слики што ги пратив, дали ќе бидат, меѓутоа имавме во неколку прилики во изминатиот период, благодарејќи на Еразмус програмата, што за прв пат нашата организација користи такви средства преку Националната агенција за европски образовни политики, и бевме во Хрватска и во Србија. Оно што рековте на почетокот, да видиме регионот како дише со оваа тема, да, и идевме во големи компании кои што се застапени во регионот, да видиме како тоа е таму регулирано. Еве како пример само ќе кажам дека во Хрватска, во Европа, Хрватска како држава, иако нема закон за донирање на вишоци храни или како тоа да го регулираат, има еден посебен правилник, мал, но многу битен, во нивниот закон за земјоделие. И сега сите се чудат како тој правилник стои таму, а регулацијата, односно регулирањето на вишоците храна е на максимално ниво. И тој правилник во Европа го земаат како репер како и на кој начин да дојдеме до некое си решение кое што значи да ја спасиме храната, што рековме во почетокот, да ја стокмиме и да ја провериме и на еден транспарентен со двете начин да доставиме до крајните конзументи. Така да не се далеку бројките. Меѓутоа, бројките кој ги дал, како ги испитавме? Еве, ќе отидеме од тука во било која компанија и вие како новинари во некој истражувачко новинарско кој ќе прашате одредени компании обемот на работа и на крајот ќе го прашате прашањето, а колку фрлате храна? Еве, за било која потреба на јавниот етер, да го речем, медиумски, да прашате, секој ќе ви каже неточни бројки. Исто тие неточни бројки се покриваат со одложувањето на храна на депониите, односно не само една депонија, другото све се ѓубришта. Од кои причини, Душко, користиме флоскули сега да не ги кажеме точните податоци? Да, веројатно поради имиџот, како што кажавме? Баш така. Тоа е најголемиот непријател на наводници на она што денес и во Европа е така. Нема да мислиме дека во Европа. Меѓутоа во Европа има еден друг проблем, бидејќи има тој мас продукција, нели мали земји како што е Португалија, видовме дека една од тие зоните
Второ, во зоните на Грција и на Турција влегуваат, чисто да запознаат јавноста, бидејќи ние сега гледаме во одредени агенции, ќе одиме на одмор, екстра, all inclusive, шведските маси. Сега, тоа е предлог во Европа, една од забелешките, тоа да се укине. Укине, да. Зошто? Затоа што таму една добра третина, па до половината, оди од фрлена храна. Бидејќи ние како гости, ако останало салата или било што од синоќ или од вчера, нема да јадеме денес. Нели? Сме гости, all inclusive. На тој начин се фрла многу храна. И оние, баш Федерацијава на банки за храна, бидејќи ние немаме море, па немаме крузер, тие крузерите фрлаат, се направи на година и престана да дава, затоа што видео, оти ние мораше, односно нашите сестри организации, мораше да прикажат колку храна добиваат од тие крузерите, кои ќе застанат одредена точка, нели, да рече во Португалија или во Белгија или на некаде. својот порт, да речеме. И сега, да, и сега они кажуваат колку дале колку порции, колку тони храна дали на тие банки за храна. И увидеа таму дека почнува јавноста да реагира и престанаа со тие информации, односно и давање на таа вишо храна, бидејќи тоа е брука за нив, тоа не е добро за самите, односно компании, односно крузери, да бидат толку неодговорни кон храната. Да, и изменаџирањето на сето тоа кое што го прават во однос на набавување на храна и проценката колку може да се потроши и колку ќе остане и колку ќе се фрли. Важно е да имаме одговорност и индивидуално и колективно кон пристапот на храна и добро да го менаџираме тоа, но сепак според податоците и она кое што и на почетокот го најавивме, односно го споминавме, е дека дури 64% од фрлената храна доаѓа од домаќинствата. Па и од тука е прашањето каде ние посфрламе поточно, дали станува збор за лоши навики, дали станува збор за недоволна едукација или пак нешто друго. Мислам дека живееме во култура, како беше она повеќе, значи подобро, да си го набавиме нели нашиот шпајс. Да се осигураме. Да се осигураме. Кога сме били нели за жал сведоци кога беше и пандемијата и така натаму, капацитетот да го пополниме што е можно максимално во домаќинството. Сите го земеме периодот на ковид како репер дека преди ковид. Меѓутоа, јас ме прашавте пред малку дали имало поголеми, односно подрастични ситуации во делот на фрлањето храна. Јас ви тврдам дека во Македонија оваа тема, јас лично со мои колеги, пријатели, ја пратиме негде од 2005, 6, 7, 8 година. И обично прашуваме администрацијата на Дрисла, бидејќи се луѓето се окей. Значи, они си кажуваат, он нема што да крија, бидејќи хартијата кажува све, да. И евидентно е. Да, евидентно е, тие се многу чести. И затоа што тој што е фрла храната мора да плати одредена такса, која што треба да некоја потрупа таа храна, не да ја сокрие, него да ја потрупа да не направи беља, нели, да дојдат луѓе, животни и така. Но како и да е, значи од тој аспект таму се податоците. И јас ќе ви кажам дека многу имало моменти кога се многу повеќе фрлало храна. И во тој период, пред ковидот да го речеме, многу пред ковидот. Но ние некако, дали памтете ни такво, памтиме 3 дена, 5 дена, па некако последните моменти ги памтиме од нашето секојдневие, но не е така. Значи, да се фрла храна и домаќинствата, како што рековте. Ја обично да правиме една, ајде да речеме, домашна математика и пак тука сопруга ќе после нема да ми свари кафе, но сакам да кажам дека стварно, еве, нека да бидеме искрени, само кажам. Само да бидеме искрени. Да и реални да бидеме, заради тоа што моламе да лоцираме проблемот. Затоа што вие прашате дали е тоа, дали е ова. Ја кажам, нашата необзирност, односно невнимание при набавката на производи и квалитетот на тие производи. Ние знаеме дека во Македонија многу ретко има квалитетни производи кои што се скапи. Меѓутоа тие не се за широката популација која што навистина е голема сиромаштија во Македонија. Ја милувам да кажам еден податок дека во Македонија околу 70.000 луѓе, бидејќи имаме скриена сиромаштија, тоа никој не го преципира во секојдневието. Има луѓе кои што можеби 3 и 5 дена не јаделе, ама шетаат по улиците. Таа скриена сиромаштија која што не можеме да измериме. И нашата претпоставка, бидејќи се случувало моменти и во ковидот токму, а и претходно, да добиеме, да речеме на некој начин, барање, дајте ми, готово е. Не до толку, меѓутоа, пошто последниот податок во Македонија некој што умре од глад од 56-та година, тоа официјално, но да помогне. И заклучиме дека на вистина околу 70.000 луѓе, меѓу кои повеќето се деца, во Македонија има 2 до 3 оброка неделно. И тоа е еден фрапантен податок кој што
Џабени статистика од 455.000 што ги таму ставаат во групата дека нема достоен оброк. Секој ќе набави достоен оброк, особено во урбаните средини, контењерите не работат 24/7. И иницијатива има доста. Ние од кога почнеме, ние бевме една од ретките, после Црвен крест што даваат неколку пати во година, ние бевме една од ретките иницијативи кои што обезбедувавме колку што можеме. А имаше верба, има верба од страна на бизнис субјектите, компаниите, кои што сакаат да помогнат. Не е тоа спорно. Ние обично од 2016 година до ланската година имаме просечно околу 330 до 350 тони храна. Тоа е минимално што можеме ние да собереме. Иако во нашите очи изгледа тоа многу, меѓутоа тоа е... Не, тоа е капка во море, во она што го спомна како податок. Јас и минатиот пат кога ви гостував ви кажав дека во Македонија се фрлаат помеѓу 9 и 11 илјади тони храна. Тоа е нашата перцепција. Значи за околутиот дел. Тоа е храна која што може да нахрани просечен помал град во Македонија. Значи да му сета храна што завршила на ѓубришти на депони, исправна зборам, не зборам некоја скапана храна или овош или зенешно. Исправна храна која што можела во одреден термин и рок да имаме законска, за тоа ќе збориме после легислатива, да доставиме до тие луѓе. Но и едно мора да кажам дека граѓаните и јавноста дека во последните 15 години од кога ние постоиме, пратејќи ситуацијата на Дрисла, поготово на Дрисла, на други места не можеме да пратиме, тамо нема завршено ни килограм брашно, ни литро зајтин, ни шеќер, ни сол, ни макарони. Тамо завршуваат претежно кондитерски производи кои што имаат краток рок на траење и бргу се расипуваат, речеме. Бргу. Ја не вика бргу чоколадата или смок или чипсови некои што се, значи завршува тамо. Да, има доста. Меѓутоа таа храна може да биде како дополна на тие семејства што реков во нели секојдневието. Ја кажувам математиката следна. Секој семејство нека измери. Ние го тоа правевме, затоа и го повториме како податок. Секој семејство нека измери колку фрла храна во текот на денот, па во текот на месец. Денеска ќе фрлиме пола краставица или 30 грама сирење или 1 леп или пола леп, половина или било кој од тоа. Тоа има своја економска вредност. Ако сме искрени, го забележиме тој податок, ќе видиме на крајот на месецот, распределено во 30 дена, ја не викам дека секој ден, во 30 дена секој ден сме фрлале по 1 евро. Храна во вредност од 1 евро. Секој домаќинство, минимум. Тоа се 365 евра годишно. Тоа се околу 20.000 денара. Ако имаме 100.000 семејства кои што може да се го приушат, овој факт, бидејќи нели другите не можат, по 365 евра, тоа се 36,5 милиони евра, ние како граѓани фрламе секоја година. Да, проста математика која што кажува всушност еден фрапантен податок. Аларм. За тоа колку всушност сме веројатно несвесни за тоа колку фрламе, а ова што го рековте кога некој ќе го направи нели таа математика и кога на дневно ниво ќе израчуна во пари колку тоа чини. Бари даваме за тоа. Веројатно поосвестувачки ќе ни биде ако размислиме како тоа може да помогне токму на оние семејства кои што споминавте, особено деца кои што имаат 2 до 3 оброка неделно, што е уште по застрашувачки податок. И кога веќе ги знаеме ние овие податоци и кога веќе тоа може да се види и вака да се пресмета, тогаш што е она што недостасува да едноставно вистински се спроведе тоа или да стигне онаму каде што треба. Вие како организација со доволно иницијативи да тоа го направите и да се дојде до она кое што е всушност целта на вашето постоење, да се помогне онаму каде што треба, но што недостасува во таа алка? Што е она кое што искрен одговор, искрен или дипломатски? Па искрен. Најискрениот. Секогаш сме за искреност. Да, бидејќи некој пат се прашуваме дали е економски проблем или морален неуспех на самиот систем. Морален неуспех на самиот систем. Убаво концепиран и ќе го користам во иднина како лајт мотив да тоа укажем на тоа дека навистина сме неодговорни кон тоа. Има решение, нели ви спомнав во разговорот дека имаме посебен правилник во Хрватска кој што ја уредува материјата, вишокот и отпадот од храна.
во тој правилник, ние само да го пресликаме, бидејќи имаме проектни од Европската унија 3 години траеше. Ништо не треба нешто да измислуваме, туку веќе измислуваме. Па нема што да измислиме, ако веќе во Европа, а ние целиме таму, нели, сакаме да одиме во Европа, ние веќе 15 години, не само ние, и други организации се иницијатори за неколку иницијативи да се тоа донесе како посебна законска легислатива. 2019 година почна да се разговара на прв пат закон за донирање на вишок храна, бидејќи во рамки на тој закон, дел од нашите предлози кои што ние, нели, дадовме своји предлози, ќе се знае колку храна кој сака. Тоа за почеток ќе биде на доброволна основа да тие оператори со храна бидат дел од таа платформа, да речеме. И меѓутоа преку тој закон и нормално после ќе донесат одредени правилници, ќе се уреди таа материја многу лесно, меѓутоа основата мора да биде закон врз основа на кој што операторите со храна и они што манипулираат со донирана храна мора да се знае. Значи таму ќе знае кој донира храна, кој ја манипулира, превзема и ја достава до крајните корисници, односно каков тип на храна и кои се крајните корисници на тоа. Бидејќи обично ние не сме комисија како организација да одредуваме кому да дадеме храна. Тоа е неблагодарно. Меѓутоа, во годините кои што се зад нас, кажуваме дека дел од листите кои што ни ги доставуваат центри за социјална работа не се и прочистени. Тоа не е наша работа, нека се го бркаат тоа не е нивната работа, но укажуваме на факт, бидејќи дел од тие листи, давајќи и од страна на центрите, не се ни они криви. Не подложат на ревидирање? Па, ја до сега во одредени општини, да, се направи, ќе спомнам општина Кавадарци, од почетокот кога настапивме таму и многу транспарентно со одговорните лица во Центар за социјални работи, на вистина, во општина Центар исто, значи имаат тенденција да тоа го подобрат системот, бидејќи лицата кои што се на тие листи, на вистина некои се во странство, некои починале, тоа веќе го знаеме, тоа е јавен таен податок, ја го викам, но од друга страна не секој од таа листа има потреба од помош во храна. Ја кажувам, 1/3 се од тие луѓе кои што имаат потреба, бидејќи од една страна имаме и нели проектот на владата што поводано 16 години, народни кујни. Во времето кога се делеле по 4300 до 4500 обрци, дојдовме 2022, 3 и 4 да имаме само 1100 корисници. Затоа што системот се променил нешто, што е нормално. Значи задача на кој ќе биде на таа листа е на Центарот за социјални работи. Па нормално, бидејќи они имаат социолози кои што работат, знаат, вработени инспектори, што се вика, одат на терен и треба да одат на терен, да речеме на семејство, ајде да не го спомнувам селото, семејство кое што и било социјални случаи 96, 7, 8 години, кога ние отидовме 2015 година, тој има вила, има мермер, има бесни добиваат. А се не. Ето и тука е и проблемот. Некој во нивно име ја земал таа. Значи сепак се злоупотребува, да речеме. Има злоупотреба, голема злоупотреба на система. Не го обвинувам ја никого тука. Меѓутоа, нека седнат, нека размислат за тоа. Иначе, за прашањето, само преку закон, кој што спомнав дека 2019, па 2022, 3 тама, пак уште една седнавме со тогашните министри кои беа да се донесе тој закон. И обично вика, ако не сакаш да се донесе нешто, формира комисија или прво ги гледај неуспесите, па успесите, односно потребата од носи еден таков закон. Бидејќи самиот закон ќе даде законска рамка, нели рамка во кој што и самите оператори за храна што спомнам ќе знаат колку кому и каде реципроцитетно да се распредели. На тој начин и самата држава, како што има Република Хрватска преку тој систем, самата држава ќе има увидот во тоа. И друга работа, ние бидејќи сме на патот кон Европа, ХАСАП системот и стандардите треба да биде имплементирани, меѓутоа имаме друг проблем. Храна, бидејќи имаме одредени производи кои што тоа Европа го има направено добро, во 57 категории има вметнато преку 400-500 производи. За рок на трајање? За рок на трајање. Да. Тоа е еден голем проблем, бидејќи да речеме, ја не сум технолог па да го знам, меѓутоа во работењето сум слушал луѓе паметни кои што знаат за оваа тема. Да речеме, што му фали на брашното кој уште 3 месеца, ако е соодветно чувано, да. И да помине рокот,
60 дена, не е битно. Или Ако е чоколадата. потребливо, така е. Или чоколадата, повеќе тоа е шекер, тоа е природен конзерванс. Така е. Сад, не набројувам тоа, бидејќи навистина ќе да влезам во знаењето, уметноста на Јасно. технологија, меѓутоа Значи тоа е житната култура, да речеме тестенини и така натаму, кој што може да... Да, еве, викаат пластиката е штетна, да, се согласам дека е штетна. Пакување во пластик. Меѓутоа, дали е штетно смоките чипс во алумински фолии, кои што може да траат. Да. Дујшко, споменавте, сигурно баш се погледнавме за податокот за колку дечиња неделно имаат само 2 оброци, што се вели. Неделно, меѓутоа, вие и зад камери пред да почнеме со емисија споменавте околу безмалку половина милион македонски граѓани немаат соодветен оброк дневно. Тоа е официјален податок на Завод за статистика. Ние како организација, ние само го пренесуваме во етерот, чисто како потсетување во вакви емисии, гостување тоа. Никој до сега не го испитал тој податок. Ја верувам дека е голем. Голема е бројката на тие луѓе. Особено, како рековте вие, искрената сиромаштија која што е... Најголем проблем и најголема бројка во целата оваа работа е искрената сиромаштија. Верувајте дека е така. Тоа е, бидејќи оној што зима храна, да речеме, има семејства, еве, како искуство, семејства кои што ние имаме иницијатива, друга организација има, друга иницијатива, трета организација има своја иницијатива. И една тиста организација научила систем како да добие од трите тие иницијативи да добие храна. Дури има семејства кои што само тоа го работат, планираат, прават планови, вишоците си ги споделуваат меѓу себе, а потребите меѓутоа вишоците ги продаваат. Имаше и злоупотреба на такви донации. Меѓутоа нашиот пакет секој пат кој сме дали препродавање на производите? Да. И тој пакет имало да биде ги задоволи основните потреби на едно семејство. Не сме планирали бидејќи така и ја го сватив и проблемот кој што ќе се јави, а се појави после кај одредени иницијативи кои што луѓето едноставно беа оставени со прстот во уста да кажат чекај бе што се случува, ние им даваме храна, а они одат преподаваат. И самите компании, слушајќи го ова што го зборуваме на овој начин, односно потенцијалните донатори на храна, што би нема шанси да дадам ја на некој што е несоодветно ја дистрибуирал храната. Да. Од тука дали можеме да констатираме дека е потребна посилна или потврста законска регулатива кога станува збор за донирањето на храна? Тука ќе ги споменеме контролите, веројатно кои што се потребни или неопходни, а ги нема според ова кое што го кажувате и злоупотребите кои што постојат. Она кое би било темел на па барем со сите информации и податоци кои што се познати да се тргне од некаде, а при тоа и да се привлечат луѓе кои што сакаат да учествуваат, да волонтираат, бидејќи ова е, да речеме, процес за кој што не може да го прави еден човек, не може да го прават ни неколкумина. Тоа е нешто кое што, нели, е потребна цела екипа или тимови кои би работеле на тоа. Ви спомнав колку има да волонтери во Европа, тоа се околу 90.000 за 440 банки. Да. Дека е потребна волонтерска рака, да, потребно е, кој може да волонтира, секој кој сака, кој има вишок енергија и време. Во Европа најголеми волонтери ки се знаат се 65 плюс години. Значи луѓе кои се луѓето од трета доба. Да. И тие се најревностни, најпрецизни и секојаш на време да тоа е структурата на луѓе. Значи таму 70-75% од волонтерите веројатно и разбуденото чувство на емпатија веќе тука како поминат процес во животот кога може да се солидаризираме со другите. Тие се во работа во пиар кампања. Еве како пример, еден волонтер во Италијанската банка за храна е третиот човек што бил на времето на Порше. Еден од, да речеме, во Германија постар човек, тој работел на Wall Street, во Њујорк. И тој е лобиста да обезбедува донации, да ја пробува, да речеме, структурата на банки за храна во Германија. Да се големи имиња. Сам да не би ги спомнал сега. Значи, едноставно, тие се тие кои што се на некој начин двигатели на тој дел. Ја разбирам, и примавте информација, нели, пред да се вклучиме, имаш информација за пензионерите дека за бесплат. Тие се, кај нас исто само треба да даеш форма. Ние како организација многу пати сме пристапували и помагали одредени пензионерски здруженија. Тие сакаат да работат. Само треба да даеш форма, време, да ги насочиш. Да, има и они кои што дај па дај. Меѓутоа, да, тие се најревности. Тоа е за почитување, бидејќи имаме, ја нема да кажам статистиката, меѓутоа 65 плюс до 70 години кои што уште може активно да помогне. Витални луѓе. Голем број се тие, не се малку.
Меѓутоа што прават? Нема што да прават во тоа, или по парку или играат шах, Јасно, што и тоа е добро. Меѓутоа сакаат секој постар човек, тоа од комуникацијата што сме имале сака да биде корисен. И про боно како животна инвестиција некому да се помогне. За општеството и сега секој чест за тие, да речеме за таа целна група или за тие повозрастни генерации кои што некако освестени веројатно малку повеќе или животното искуство тоа го прави, се позаинтересирани да волонтираат и да помогнат, но што правиме со младите? Младите се сепак иднината и младите се тие кои што би требало да се насочат посвесно да размислуваат, барем ако се соочат можеби со овие податоци, би некако можеби би како аха момент кој што ќе би размислувале и малку посвесни и малку повеќе, па би се зголемил интересот да волонтираат. Тука сметам дека можеби е добро и тој како велиме маркетинг дел или момент каде што треба информацијата малку повеќе да се прошири. Младите се, ја викам, топ за оваа тема. Зошто тие се уметници во IT алатките, креирање на содржина. Креирање содржини, за тоа им нема рамен. Ја за тоа не сум. Или моите генерации нешто постари, сигурно не сум. Проблемот е што ние како организација, зборувам за нашата организација, ние не секогаш имаме средства да можеме да му платиме на тој човек. Младите, кога има проекти во ваквите организации, да, тука се присутни и ги ангажираме, и тоа е несомнено. Заврши проектот толку, не размислува веќе. Тоа е лошо. А па ние од друга страна немаме можност да го покриеме, бидејќи навистина се нема. Нема проектите европски многу замреа, да речем, други проекти замреа во Македонија со иницијативи. И сме на работ со тоа. Проблем е со младите сакаат и брзи пари. Што е нормално. И ја да сум несто исто ќе го посакам и ќе го прижелкувам. Но ќе се направи баланс. Рековме пред малку да го заклучиме тоа дека законот, само со законско и подзаконско решение, таа материја може да се уреди. Чак што више, Македонија е една од ретките земји што видовме картата, можеби единствена во Југоисточна Европа, каде што имаме закон за донации и спонзорство. Врз основа на тој закон, одредени јавни услуги се ставаат и државата треба да обезбеди средства. Бе во работната група, благодарејќи на Конект, здруженијето од таму, да, кога се разговарахме на темата измени и дополнување на истиот закон за спонзорство и донации, Македонија е, реков дека една од ретките земји, каде што ако некој сака да, односно мора да има помош од страна на државата. Како имаме помош кон грижа за стари изнемоштени лица или лица со хендикеп, може би овдека да се направи една формула во која што секој обезбедено, бидејќи тоа лице ангажирано за таа тема, ќе може да лобира за донации, ќе може да пакува храна, да дистрибуира. Директен учесник да биде. Значи, тој или таа да биде тоа што треба да биде. Меѓутоа, за таа негова услуга не да обезбеди храна, количина храна, него помош во храна, таа постапка треба некој да плати. Затоа видам, законот е рамката во која што дали ќе биде строг или мек. Ја преферирам да биде малце помек од почетокот, чисто да го навикнеме, бидејќи во Македонија се што е строго имаме отпор, да биде нешто помеко, покорисно за заедницата и видливо дека нешто се работи навистина на оваа тема. Да, како се движиме кон крајот, еве може да го заокружиме разговорот или да испратиме некој апел од вас како човек кој што е начело на една организација која меѓу другото е точно во таа работа, а рековме што се е потребно и колку труд и ангажман треба за сето ова, па апел до институциите и до граѓаните. Да, прво јас и тогаш најавив кога бев последен пат гостин, треба да му отидеме на новиот пример, новите можеби коде за колку време пример. Меѓутоа да, треба да му отидеме на гости да видиме што размислува за тема, не сме прво да отидеме. Да, институциите треба да размислат, бидејќи ние како организација прво немаме соодветен складиштен простор. Ние со тој складиштен простор не правиме економска добивка, чисто да им стане јасно на институциите. Не продаваме нешто со кој што ќе оствариме профит да можеме да живееме или да работиме. Не. Тоа е едниот момент и вториот момент е треба сите во општеството, почнувајќи од институциите преку бизнис заедницата од поводот операторите со храна да разбереме дека не е само сега енергетска или не знам која криза, ќе дојде уште поголема криза. А ние ако храна ја произведена и ја фрламе тек така, катадневно,
ја верувам дека ќе се соочиме уште поголем број, не од таа бројка од 450, многу поголем број во Македонија ќе се соочат, бидејќи гледајте ги цените сега во маркетиве. Тоа е веќе друга трговска политика, тоа нас не интересира, нас се интересира дали оној што немал, ќе нема сега дупло, затоа што ако сега имал 50 денари денеска, 50 денари веќе не му вредат. Не може да добие таа количина на тој производ за утре. Така да, апелот е тој, нема кој друг апел, освен ставите прст на чело. Значи, тука сме да помогнеме, сите заедно, бидејќи навистина е голем бројот на граѓани. За складиштето, Душко, има позитивни имаме, не сакаме сега со CBF Македонија, тоа е една меѓународна, ќе ја кажеме, организација од Америка, кои што веќе долги години не поддржуваат. Бараме складиште во Волком најдека да видиме, бидејќи во центарот се скапи, а и во центарот не ни е потребно, да обезбедиме барем 100-150 квадрати, бидејќи, еве, видовме од сликите од одредени компании кои што имаат представништва тука, веќе сме им национални застапници, да речем, во делот на донациите, нудат поголеми количини на храна, ние не сме во можност да ги примеме, бидејќи складиштето ни е потребно само да примеме храната, да ја евидентираме, да ја распределиме и евентуално во пакет или во било која форма да ја доставиме до крајните користи. Сосем некаде за крај, спомнавте зад камери дека не сте вие само во Скопје, нели? Правите, да речам, добри примери, на некој начин распределба на 15 градови, 18 организации. Се опфатени преку организацијата. Некои повеќе, помалку, меѓутоа тоа е вистина. 15 градови во Македонија се во делот на системот банкарство со храна. 18 невладени организации. Како можат некои да станат, бидејќи сигурно во овие 15 години имате позитивни примери, некогаш и пропусти кои што ги гледате, да станеме ревностни, редовни во нашето донирање, можеби да се помогне, еве, ајде, можеби не секојдневно, ама во неделата да во направиме одредени акции имаме контакт информации на Facebook страната, еве како и вие што сме искомунициравте, има начини како да се помогне, меѓутоа пред се треба да водиме грижа околу роковите на производот и како е спакувана самата квалитетот на храната која што се нуди, бидејќи ние, спомнав, ние не готвиме храна, не делиме готвена храна, бидејќи имаме многу стриктен и многу прецизен закон за безбедност на храна во Македонија и тоа е за почитување, но надвор од тој закон не би требал, бидејќи таму има прецизни одредби кој што може да прави, бидејќи храната може да биде лек, а може да биде и отров. Така е. Тоа може да контаминира. И сосема за крај, бидејќи сигурно ги интересираат луѓето, освен да речеме маркети и така натаму кои што или компании кои што донираат. Вие не можете сега врата на врата, нели, да ги собирате донациите, како може секој домакинство да придонесе, каде може, има некакво складиште, Душко? Се уште немаме, спомнав, меѓутоа имаме наше превозно средство, кое што поголема количина на храна можеме да собереме. Бидејќи некогаш се јавуваат и поединични донации од Ѓорче, а ние живееме или складиште, односно местото ни во аеродром, за одредена мала количина, благодарни сме меѓутоа за помала количина на донација, некогаш е. А има еден друг проблем. Секој трет околу нас е сиромашен, односно гладен. Ја викам, подобро, луѓето ние како луѓе, општествени битија, треба да размислиме кој околу нас да го видиме. Па не мора да биде тоа јавно, јас сум донирал. Едноставно го избегнеме и тој модус, затоа што многу малци информации има на нашата веб страна, на Facebook страна, само 3%. И тоа не значи дека на некој, ако му дадеме храна, треба да му го земеме достоинството. Тоа е еден голем пристап, наш пристап кон се до тоа. Не мора да знаат сите кому сме дали храна. Не мора. Да. Затоа што тоа е. Тоа е освестениот пристап за кој што зборуваме и кој што го очекуваме. За жал, сега се уште не сме до тоа ниво, но од ова може да извлечеме заклучок или од оваа наша утринска тема дека подеднакво сме одговорни сите, како компаниите, како институциите, како системот генерално, но и секој од нас индивидуално. Да се информираме, да се едуцираме, да размислуваме свесно и секогаш кога ќе може да помогнеме, нели преку начинот на кој што тоа го прави Банка за храна. Благодариме, Душко, за вашиот разговор и за вашето време денеска и верувам дека со и ваквите разговори, но и со можеби малку поголемото учество ќе го намалиме или пак со голема надеж да го елиминираме овој парадокс. Истовремено да имаме отпад од храна, навистина голем, а од друга страна да имаме и глад, како што вие кажавте. Благодарам на поканата и секогаш ќе ми е драго да бидам ваш гост во вашата обострана. Вистина се надеваме дека и како јас и Ивана што ги isproцесиравме овие малку алармантни, фрапантни податоци, особено за дечињата, дека го добија тој податок
Тие деца Истински имаат квалитет. родители, ако не се најадени родителите, децата нема да бидат. Така. Благодариме, Тоа е и Душко. наша обштествена одговорност и треба да бидеме навистина свесни и мудри кога станува збор за тоа. Ќе бидеме во текст со вашите активности, она кое што го најавте, сигурно ќе го проследиме во иднина.